Почитувани удиме, ние понатаму со нашите следни содржини, она што го најавивме, а вие го знаете, секој петок адвокатот на граѓаните во нашето студио да одговара на вашите прашања, односно на вашите проблеми со кои што се соочувате, правни, да кажеме. Адвокат магистар Владимир Бангиевски, добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, Слободанка, поздрав до вас, поздрав до гледачите на Алфа телевизија, ви благодарам за поканата и јас повторно сум спремен и ова утро да одговорам на прашањата на вашите гледачи. Веќе ја имаме првата гледачка, која имаше некои конкретни прашања до вас, па решивме да ја вклучиме повторно, со оглед на тоа дека и претходно се слушнавме со неа, за да на некој начин и помогнеме, односно да постави прашања до вас со проблеми со кои што се соочува, така да се надевам се слушаме. Дали имаме гледачката на телефонската линија? Да започнеме веднаш. Добар ден, добро утро, поздрав до адвокатот и до вас. Благодарам, повелете. Јас накратко ќе кажам проблем. Јас живеев со мајка. Мајка ми почина. Потоа настана ковидов и беше многу атендична околу судовите, не работе како што треба и сите. Сега имавме договор за оставина со догледување. Кога ќе догледам мајка ми, спратот заедно со 300 квадратни места да ми припадне мене. Речи, јас немам брат или сестра. Еднаш. Сега адвокатот за да треба да се поднесе оставинска постапка. Оставинската постапка кошта 15.000 денари. А јас сум заведена како социјален случај уште во април месец, кога не можем да најдам работа поради ковидов. Значи, овде во Прилеп се затвора се и се што, така да многу е тешко да најдеш работа. 4.000 денари, дури мислам дека и не се доволни, не знам, за една недела да се прехраниш. Па како може тука социјален случај, например, да излези во пресвет, морам да го ја завршам таа постапка, адвокатот како што ме информираше, до крајот на годината, бидејќи стасува ова што е данок на имот. Значи, јас што морам да го платам. Добра. Па каков е ставот ваш? Ви благодарам. Ви благодарам многу. Пријатно. Пријатно. Благодарам и јас на гледачката. Значи, колку што слушнав, се работи за договор за доживотна издршка. Примателот на издршката веќе е покоен и сега треба оние предмети, односно оние ствари кои што биле предмет на договорот за доживотна издршка да бидат пренесени согласно договорот на оној кој што ја давал според договорот издршката. За да се направи тоа процедурално, како што ја советувал колегата адвокат, потребно е да се поведе оставинска постапка, во кој што ќе се расправа за оставината на покојниот, односно за неговата имотна маса. Во таа оставинска постапка ќе биде третиран соодветно и договорот за доживотна издршка и после завршувањето на истата, односно на оставинската постапка, гледачката ќе има право да ги добие во сопственост оние ствари кои што биле предмет на договорот за доживотна издршка. Тоа е едното прашање. Второто прашање се однесува на ситуација кога гледачката, а ова важи и за сите граѓани, најопшто зборувам, немаат сопствени средства за намирување на трошоците на постапката. Обично тие трошоци се два. Едниот трошок е трошокот за плаќање на судските такси, за водење на соодветната судска постапка, и вториот е евентуално ако учествува адвокат во постапката, наплата на адвокатските трошоци. За да знае гледачката и да знаат сите граѓани, значи оние категории на граѓани кои што се така наречени социјални случаи, кои што немаат доволно или немаат воопшто приходи за наплата на тие трошоци, ќе можат да барат ослободување по закон. Значи постои закон за така? така? Да, постои апсолутно, ќе можат да бараат ослободување од плаќање на
судска такса, а исто така доколку имаат потреба, односно доколку по закон мора да се вклучи адвокат во текот на постапката, имаат согласно законот за давање на бесплатна правна помош да се обратат за добивање на адвокатски услуги кои што паѓаат на товар на буџетот на Република Македонија. Сепак гледачката ќе може да се го искористи тоа и ете на ваков начин со ваши одговори помогнавме, се надевам. Да, тоа важи за гледачката, тоа важи за сите оние граѓани кои се во социјална помош, а имаат таква ситуација да не можат да ги подмират оние трошоци, а имаат потреба од водење на било каква судска постапка. Така, одиме понатаму со следниот гледач. Добар ден. И вам исто така, повелете. Поздрав до адвокатот и би сакала да поставам едно прашање. Братучетка моја работи како фризерка. Не знаеки за оние 14.500 што им следуваат, па веќе беа затворени, она не се пријавила да ги зима тие пари. Не знаела. И дали она има право сега да поднесе барање, да и се тоа надокнади, пошто и се уште не работи као фризер, затоа што нема промет и дуќенот е затворен. Па на кој начин би требало да постапи за, ако има право, да го обнови тоа 14.500 денари да зима? Благодарам на однапред одговорот. Значи вака, не разбрав сега конкретно за какви субвенции, веројатно се работи за оние субвенции кои што владата ги дава за оние физички и правни лица кои што се погодени од со финансиска криза предизвикана од пандемијата од COVID-19. Гледачката, односно братучетката неизина е самостоен вршител на дејност и потребно е да се распраша дали се уште согласно мерките на владата го има тоа право, доколку рокот не е пропуштен, секако дека ќе може да поднесе, односно да аплицира за добивање на такви субвенции како помош заради тоа што постоеше криза со пандемијата. Така. Одиме понатаму со следниот гледач. Добро ви утро, повелете. Добар ден. Добар ден, како сакате? Вака да го прашам едно прашање до адвокатот. Јас сум стечен работник од пред многу години и имавме неисплатени плати, 6 години не работевме и дојдовме во страшна финансиска криза и немав плаќено парно грејење. Меѓутоа, почнав да го плаќам и исплатено ми е многу пред време, пред 6 години, а иначе парното грејење ми беше исклучено во 2009 година. Сега што се случува ми бараат никаква камата, што за мене е невозможно да ја исплатам, бидејќи јас сум по просек на пензија. Имам 11.700, а истовремено го плаќам кредитот што им дадов парите за плаќање на парното грејење, се платени судските такси и главниот док. Остана каматата. Дали имам право на застареност и пошто се обраќам неколку пати, немам одговор од нивна страна. Тоа е прашањето, дали имам право на застареност на каматите и отпис. Ви благодарам. Да, значи заедно со главниот долг застаруваат и сите споредни побарувања, вклучувајќи ги каматите, евентуалните судски, адвокатски трошоци и така натака. Само да напоменам, мислам дека е корисно за сите граѓани, значи граѓаните често пати бараат од дистрибутерите на електрична енергија, на топлинско грејење и така натака, ослободување од плаќање на камати или плаќање на главниот долг на рати. Секоја од тие компании има своја политика кон потрошувачите своји и во принцип, колку што ми е мене познато, во последно време излегуваат во престрет, во смисла на тоа да му дозволуваат на граѓанинот да евентуално ги плати тие трошоци на рати или да биде ослободен од камата или таа камата ако е преголема да ја плати на зависно од моменталната финансиска зависно од моменталната финансиска
положба и мислам дека доколку гледачката се обрати конкретно кон БЕК или кон било кој друг дистрибутер на топлинска енергија, се надевам дека ќе излезат во пресред или ќе го опростат долгот кој што е веќе застарен на име камата или ќе и дозволат да евентуално на неколку рати може да го подмири својот долг на име камата. Доколку е застарен и главниот долг и каматите и сите други споредни побарувања, тогаш дефинитивно гледачката нема обврска да ги подмирува тие трошоци затоа што едноставно тие се веќе застарени. Така. Благодарам. Одиме понатаму. Добро утро, добар ден, како сакате, повелете. Добар ден. Исто и вам. Добар ден, ве поздравувам. Поздрав. И адвокатот. Благодарам. Јас имам 73 години и сакам да го прашам адвокатот за еден случај. Пред 17 години од сефот ми се украдени средства и судот досуди да ми ги врати тие средства. Дел ми врати околу 5%, а останатите не се вратени преку извршител Музафер Ходжич. И Музафер Ходжич сега ќе оди у пензија и не може странката да ја најде. Кој треба да ја бара таа странка што должи, што ми должи? Јас се наоѓам во дом за стари лица и не сум во можност да барам по овие по полиција и така натака, да не одговлечувам дали застарува ова дело и дали треба да го бара лицето ако е отидено во странство, дали треба да го бара извршителот или процедурата да ми ја каже адвокатот. Во ред, ви благодарам. Значи, прво, одењето во пензија на адвокат, нотар, извршител, медијатор и така натака, не значи и прекинување на работа на соодветен предмет. Адвокатски, нотарски, извршителски, медијаторски и така натака. Значи, кога во конкретниот случај извршителот оди во пензија, тогаш неговите предмети ги превзема друг извршител, што значи дека се продолжува со работа по извршниот предмет, бидејќи тој мора да биде реализиран онака како што гласи во правосилната и извршна судска одлука. Што ме почато извршувањето, тоа повеќе не може да застари, бидејќи истото е прекинато во моментот на поднесувањето на барањето за извршување. Тоа е втората работа. Трето, околу адресата на живење, односно седиштата, ако се работи за правно лице, по законот за извршување, тоа е веќе и работа на извршителот, предпоставувам дека истиот веќе има доволно искуство и знае како да најде соодветно лице, може да се обрати до МВР за добивање на адресни податоци и согласно тоа да се законски така да се реализира извршувањето, секако дека гледачот кој што се наоѓа во старечки дом нема обврска, ниту може ниту знае да бара некое физичко или правно лице кое што му должи известна сума на пари, предмети и така натака. Така. Добра. Продолжуваме понатаму се разбира со вашите телефонски јавувања и да поставите прашања за сето она што вие го имате како терет, да кажам, или правни проблеми. Повелете? Добар ден. Добар ден, повелете. Дали може ние стечајците? Да, ве слушаме. Стечајците не измамија. Зоран Заев кажуваше дека уште лани дека воопште за стечајците е завршена работата. Кај нас не е завршена работата, ние немаме добиено стечајски 6,5, 7,5, било што. Што да правиме ние стечајците? Дали ни следува еве адвокат, например, бесплатно? Вчера кажуваат дека се платени пратениците, плата дека добиле. А ние ова ковид болест од 90 и некоја година не следи. Ние немаме ни медицина, немаме ни автобуски карти, нити пак ништо воопште. Кога отидов во бирото ни кажаа дека немаме ние воопште ништо за вас, демек им рекле документите да ги испрлат. Ние се уште сме живи, мада некој отидоа со мозочен, со срце, со канцери, се што. Добро, конкретното прашање кое ќе биде? Другото прашање ќе биде
без предизборите во СДСМ барав дали може да ми дадат стечајска ова. Конкретното ќе биде дали може стечајска пензија да се добие. На каков начин? А плюс тоа од МРТ уште ни следат на стечајците оние што треба да се плаќа радиодифузна такса. Добра. Не се одбиени. Во ред, ви благодарам. Вака, тешка е состојбата на секој стечаец. И многу стечајци за време на транзициониот период, односно периодот на приватизација, навистина се најдува во тешка економска и социјална положба. Некои од нив се уште се во таква состојба, колку што ми е мене познато, се донесоа и посебни закони за обештетување на оние кои што се во состојба, кои што биле вработени во трговски друштва кои што се веќе под стечај. Слушнав прашање дали имаат право на бесплатна правна помош од страна на адвокат, секако дека законот важи и за оние кои што се во состојба на стечај, односно кои што биле вработени во трговско друштво кое што паднало под стечај, така што согласно законот ќе може да се ги остварат своите законски права преку адвокат, согласно законот за давање на бесплатна правна помош. Уште еднаш ми е жал за целата ситуација. Се надевам дека набрзо ќе излезат од таа ситуација во која што се наоѓаат. Да се надеваме, така е. А одиме понатаму. Добро ви утро. Дали имаме гледач на телефонската линија? Се исклучи гледачот. Имаме се уште минути за вас, доколку имате прашање до адвокатот на граѓаните. Добро утро. Дали се слушаме? Дали имаме гледач на телефонската линија? Имаме. Повелете, во програма сте. Добар ден. Повелете. Добар ден. Да поставам едно прашање до адвокатот. Се работи, имам извадено листа за вкупен работен стаж, во кој една година не ми фигурира. Направив една споредба, размислив зошто е тоа така, предпоставив јас во тој период имам користено породилно боледување. Па ме интересира дали кога е користено породилното боледување, дали влегува во стаж. А почнато е во едната година, да кажам во септември, а завршува наредна година во мај месец. Наредната година не ми фигурира. Се работи од 86-та и наредната 87 година, 1986 или 1987. 87 не ми фигурира. Дали тоа влегува во работен стаж, бидејќи во листата не ми фигурира што го имам тој лист извадено во фондот. Благодарам. Исто, убав ден. Одговорот е да. Значи да. Користењето на породилното отсуство или било какви по закон за работни отсуства и за работни односи и колективни договори, отсуства на работниците секако дека не влијае на стажот на осигурување. Уште помалку што користела гледачката породилно отсуство, значи за тој период секако дека си тече стажот на осигурување и има право да и биде засметан, односно впишан во вкупниот стаж на осигурување, односно пензиски стаж. Доколку фондот за пензиско и инвалидско осигурување тоа не го направи, тогаш има право на судска заштита со поднесување на тужба за утврдување на работен стаж. Така што во секој случај користењето на породилното отсуство или било какви боледувања и оправдани отсуства на вработените не влијае на стажот на осигурување и на ниеден начин не влијае на работниот однос согласно Законот за работни односи и колективните договори. Законот налага така. Така е. Доколку го имаме следниот гледач, да го вклучиме. Добро, во ред. Ми велат од речија дека тука некаде сме на самиот крај од денешното издание на утринската програма. Јас многу ви благодарам што и денес овој петок бевте дел од нашата емисија за да одговориме за сите овие правни проблеми со кои што се соочуваат. За жал граѓаните, меѓутоа, тоа е нашето живење и секојдневие. Но добро е што сте тука, што можеме да им помогнеме барем на ваков начин. Ви благодарам и на вас.